4 дена по примопредавањето на вакцините од Србија, шефот на македонската дипломатија се сретна со државно-владиниот врв во Белград. Токму процесот на вакцинирање како начин за справување со пандемијата во регионот била една од темите на разговорите. Според соопштението од кабинетот на српскиот претседател, на состанокот со Александар Вучич, Бојар Османи се заблагодарил за помошта од Србија која го овозможила почетокот на вакцинацијата во земјата. Веројатно веќе ги добивте сите пораки на благодарност за неодамнешната испорака на вакцините, меѓутоа еве и јас во оваа прилика да ја реафирмирам таа благодарност во името на граѓаните и во името на институциите во Република Северна Македонија за овој искрен израз на солидарност. На состаноците во Белград се разговарало и за регионалната соработка, како и за значењето на меморандумот подпишан меѓу Србија, Северна Македонија и Албанија, со кој се овозможи взаемна помош на здравствените системи на трите држави за лекување на заболени од COVID-19. 4680 Pfizeroви вакцини добиени од Србија од вчера веќе се користат за имунизација на медицинскиот персонал. Наредните дози кои треба да дојдат се оние на кинески Sinopharm. Кинеските вакцини ги очекуваме до крајот на месецот, до крајот на следната недела. Денеска е веќе прв работен ден после кинеска нова година. Амбасадата наша, кинеската амбасада тука, компаниите кои што помагаат со Sinopharm, мислам дека ги прават веќе денеска првите чекори. Знаете дека парите се платени од страна на државата и сето тоа ги отвори следните чекори околу транспортот, пакувањето, осигурувањето, гаранциите кои што сите треба да се обезбедат. Верувам дека следните денови ќе имаме сериозен интензитет за да ги додржиме датумите до крајот на месецот, односно до крајот на следната седмица. Станува збор за првични 200.000 дози што државата ги купи од Sinopharm кои ќе бидат доволни за вакцинација на 100.000 граѓани. Предвидени се и вакцини обезбедени преку директен контакт со Pfizer, како и вакцини од COVAX механизмот. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.